Добре дојдовте во 360 степени на МРТ1. Од последната сесија за пратенички прашања во Собранието, најсилен впечаток остави дијалогот меѓу пратеникот на СДСМ и поранешен вице-премиер за економски прашања Фатмир Битичи и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Битичи и постави прашања за повратот на ДДВ кон фирмите, за јавниот долг, за финансиската поддршка на инвестициите, што потоа се претвори во жестока размена на одговори од министерката и коментари од пратеникот. Ова е еден, но не единствен повод во 360 степени да го поканиме пратеникот и екс-вице-премиер Фатмир Битичи. Господин Битичи, благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вам на поканата и можноста да зборуваме не само за последното случување минатата недела, но и за други актуелности ми ги кажал како секогаш. Да, тоа е и планот, но реков сакам да почнеме со тоа како еден вид актуализација, да речем, во ова интервју. Реков таа полемика што имавте со министерката за финансии остави впечаток. Предлагам да видиме еден сегмент од неа, конкретно тој што се однесуваше на повратот на ДДВ, па ќе се вратиме со прашањата. Да го видиме тој сегмент. Кој ќе ја добие милоста или суровоста од владата, како што сум информиран, се одлучува во партиските штабови на партиите од власт. Се прават приоритетни листи за поврат на ДДВ и останати финансиски обврски, односно компаниите се вреднуваат според политичката подобност. Во ова смисла, моето прашање е кога Министерството за финансии ќе обезбеди поврат на ДДВ и на останати доспеани побарување кон сите компании без политички приоритети, и дали конечно ќе се стави крај на оваа практика со доснењето. И многу сум изненадена како храбро пратеникот од тука зборува токму за тие компании. Тоа се тие компании кои што имаат сериозни предмети во финансиската полиција и кои што предмети треба да бидат завршени. Дел од нив не се вратени затоа што управителите се во притвор. И тој сега тука зборува дека враќаме помалку ДДВ. Не е точно. Податоците се транспарентни и јавно достапни. Повратот на ДДВ оди регулирано како и секогаш. Износот на поврат кој што треба може би да биде и помал во однос на тоа што вие го враќавте, затоа што нели внатре имаше криминални компании, ние исчистивме се до сега, други има во постапка и токму за тие компании денес вие зборувате. Јас од оваа говорница можам да порачам на граѓаните да бидат спокојни дека ниту еден денар на криминален начин нема да биде исплатен од буџетот. И нема да го дозволам тоа. Се уште ќе остане и ќе продолжи да тапка на место одговорот на прашањето како владата планира да обезбеди навремен поврат на ДДВ, дали ќе ги елиминирате списоците од партиските штабови за кој да добие и кој да не добие поврат на ДДВ и дали нормално ќе почне да функционира не елитистички, туку како што треба една демократска земја да функционира. Во однос на ова со повратот на ДДВ, ќе ве повикам да излезете и надвор од говорницата да го кажете истото, а потоа ќе ве тужам. Зошто сега се консултирав и кажаа дека нема можност, бидејќи овде имате имунитет. Ако сте толку храбар и сигурен, повелете надвор од овде, ќе ве тужам па да видиме дали имало партиски списоци и на кој од начин одел повратот на ДДВ. Ќе се видиме на суд. Еве од тука ви кажувам, слободно од овде излезете, повикајте ги новинарите и веднаш ќе ја добиете тужбата. Веднаш. Министер, нека си биде министер и нека збори како за министер. И затоа, бидејќи немате имунитет, е моја добра волја дали ќе поднесам кривична за вас, за заканите кои што вие ги упатувате. Па едно за секојаш да знаеме кој е на што е.
Во 360 степени разговараме со Фатмир Битичи. Господин Битичи, вие обвинивте за правење списоци на неподобни и подобни фирми во партиски штабови. Министерката за финансии ве повика да го повторите тврдењето надвор од собранието за да може да ве тужи. Имате ли докази за ова што го тврдевте во парламентот? Би кажал, за моја среќа, за ничија несреќа, јас во политиката влегов од бизнес секторот. И за жал на некого се уште држам солидни добри релации со целиот бизнес сектор од времето кога бев во Стопанска комора, Стопанска комора на Северозападна Македонија, но не само. И јас секојдневно се среќавам со компании кои што за нивна жал, за жал на министерката, се жалат дека добиваат повици, дека повратот на ДДВ е реален проблем, нешто што го немаше во изминатиот период. Можам јавно да тврдам дека во 4 години како вице-премиер задолжен за економски прашања не сум добил повик за да ургира за враќање на ДДВ на било која фирма, независно дали таа наши експоненти или експоненти на опозицијата тогаш. Веројатно единственото ургирање било да се забрзаат инспекцијските надзори за да можат да полесно да го вратат ДДВ-то. Сега не се случува ни едното ни другото. Времето на враќање е значително големо. Министерката имаше некои своји аргументи во одговорите. Прво рече дека заклучно со 31 мај по основ на поврат на ДДВ се вратени повеќе пари отколку во истиот период лани кога нели на власт е влада на СДСМ и ДУИ. Затоа што не може да се гледаат одредени периоди исто затоа што минатата година имаше избори. Во изборен процес секако може да има намалување на интензитетот на враќање на ДДВ, но реално секоја година износите на враќање на ДДВ би требало да бидат повисоки. Таа е нормална појава, затоа што вие имате зголемени економски активности секоја година и вие разбирам таа поента, и веројатно е логично така. Таа имаш уште една додавка тука, вели исплативме повеќе пари и покрај тоа што паралелно откривме и случаи на злоупотреби. Поентата е, односно фокусот е на тој случај со Ристо Крмзов од Струмица и фирмите за кои што обвинителството отвори истрага пред некој ден. Па дека откриле не сум баш сигурен, затоа што предметот е отворен наназад неколку години, во 2023 кога ние се уште сме биле на власт. И тогаш е тој предмет откриен како можна злоупотреба, се однесува на одреден временски период пред тоа. Така да убаво е што обвинителството па и органите продолжиле да го гледаат тој предмет. Не би влегол јас во... Ама ако сме честни, ќе кажеме да, тогаш се зборуваше во ваше време за случајот, но институциите не постапуваа. Реално постапување на институциите видовме по промената на власт. Јас секојаш сум чесен и секојаш сум отворен и дури сум спремен да аплаудирам кога ќе видам разрешница на сето тоа, наместо спектакуларност во било кој еден предмет, особено во предмети кои што се однесуваат на затајување на данок, затоа што сметам дека таму штетата е далекосежна и поголема, не е само дека некој одреден субјект противправно се здобил со одредени средства, туку тие овозможеле да немаме училишта, подобро здравство. Ви правили впечаток, наводите од обвинителството сега конкретно, не од Министерката за финансии, дека се работи за злоупотреби кои што одат некаде над 90 милиони евра штета по буџетот. Тоа е огромна сума, наводно правена со фиктивни купопродажби прецена имот помеѓу фирми кои што не се случувале, а биле прикажувани како да се случиле и така бил барам поврат на ДДВ.
Јас сметам дека тоа е едниот сегмент и се надевам дека обвинителството доволно има направено истражување и има факти за да сето тоа го потврди во судски процес. Но од друга страна, ние сме биле свесни дека тоа е возможно, затоа што не може држава 30 и неколку години од независноста се уште да нема интегриран систем за финансиско управување. Ние се уште тоа го немаме. Мислите на е-фактура пред се, така? Не е-фактура, туку вообичаено во секоја нормална земја, како што и ние сакаме да бидеме, би требало да има интегриран систем за управување со јавни финанси. Ние го викавме ИФМИС. Неколку години, скоро 4,5 години работевме со Светска банка за да почнеме да го воспоставиме, во кој ќе има освен во Министерство за финансии интегриран систем за управување со јавните финанси, тој ќе биде интегриран со системот на Управата за јавни приходи и со Царинската управа, за да бидат интероперабилни, ги викаме, податоците на приходи, расходи на субјекти и така натаму. Преведено, да не може да се случуваат вакви ситуации во кои што и за жал тоа е некој ќе тврди дека се случила трансакцијата, а да не се случила. И тоа е увид во системскиот недостаток кој што ние го увидовме, работевме да го воспоставиме. За жал, актуелната власт го има прекинато тој проект. Не знам кои се причините, зошто не продолжија, требаше буквално да почне да се операционализира. Тој систем е-фактура не е исто така? Не, дел е од него? Е-фактура е дел од него. Но е-фактура значи логиката вели, вие ќе испорачате е-фактури на електронски начин, податоците некаде ќе отидат. Системот би требало да ги препознае тие податоци и да ги мечира со други податоци кои што се битни, а тоа е дали на крај се платило, се вратило ДДВ-то, дали должи по основ на други даноци, па ќе се пребиват. Наместо луѓето да го прават тоа мануелно, системот би требало, или софтверот би требало тоа да го направи, за да нема објективно одлучување при евентуални злоупотреби на системот. Сето тоа ние го знаеме многу добро. Некој очигледно е по даден кон објективност наспроти субјективно одлучување. Сега, имате ли докази дека во партиски штабови се прават списоци на подобни и неподобни фирми за поврат на ДДВ? Мислам дека најдобар доказ за тоа они го имаат во своите партиски штабови. Јас како пратеник, кој што секојдневно имам допрен глас, тоа ми е доволен доказ за да излезам на говорница и да го испратам, да го поставам прашањето, затоа што и уставот и деловникот на работа во собранието ми го дозволува, ми ја дозволува можноста, ми ја дава можноста да поставам прашање на допрен глас. Јас можам секако да ги викнам сите компании кои што дошле, но ако добијам гаранција дека тие компании нема да бидат предмет на линчување, јавно линчување од страна на одредени институции. Може ли аргумент да биде дека при повратот на ДДВ УЈП е повнимателна, имајќи ги предвид случаите на злоупотреби? Еден спомнавме, министерката зборува за повеќе и при тоа сака да бидат сигурни дека нема да се враќаат пари кои што не треба да се вратат. Секогаш било УЈП внимателно, затоа се прават инспекцијски надзори. Секогаш било. Но не можете да казните, например, цел еден регион затоа што водите предмет за некого. Тоа едноставно не е начин на како ги решавате. Мислите на Струмичко сега? Да, на целиот тој регион. Или ако најдете одреден субјект кој што вие едноставно ви е предмет на анализа за евентуални злоупотреби, па целиот регион друг да казните. Аргументот дека нема доволно кадар, па не можат во исто време да прават и проверки и редовен надзор, не држи. Затоа што тоа е владењето. Вие морате да направите соодветен кадар, затоа што секое досење во законското отвара друго прашање. Дали тогаш не треба сите да ги гледаме законите како ние што сакаме? Зошто се ставени роковите во законот за поврат на ДДВ?
тогаш ќе го оставиме, ќе го извадиме, ќе направиме сега бројките се на страна на актуелната власт, нека ги извадат роковите од 30 до 60 дена и нека кажат дека ќе биде инфинит. Така креираш предвидливост. Стопанството ќе знае дека повратот на ДДВ во Македонија е инфинит. Може и да се случи за 30 дена, ама може за 3 за 3 години. Се додека во законот јасно пропишува, јас само прашувам, зошто законскиот рок не е испочитуван? На крај владењето на право не знае друг. Ја не можам да кажам, па да, тоа е нормална појава, не се 60 дена, туку сте 180 дена. А кај го пишува тоа во законот? Зошто тогаш правиме закон? Тогаш нема да правиме закон за ДДВ, нема да правиме други закони, па ќе влеземе во другиот сегмент, секој ќе толкува како што сака одредени работи. Добро, за сега факт е дека на организирано ниво, на ниво на комори, да речеме, не сме чуле ваква забелешка. Зошто, да речеме, ако фирмите навистина се соочуваат со таков проблем, зошто јавно тоа не би го соопштиле? Јас сум доволно млад, но доволно стар да живеам и во едно друго време, кога истото го имавме. И дури бев директор на комората во еден таков настан. И беше најавуван 30 на дена во Александар Палас, па собра 600 компании, меѓу кои и коморите, зашто и тогаш не беа доволно гласни коморите. Имаше една млада комора, тоест комората на Северозападна Македонија, во која што јас бев извршен директор, кој што редовно критикувавме за појавата на достање на повратна ДДВ и на настанот во Александар Палас, тогашниот премиер со министер за финанси направи едно шо, излезе премиерот и му рече: министере, од утре да почнеш да враќаш ДДВ. И сите 600 компании почнаа да ракоплескаат. Ја велам, само сум сведок на едно дежаву, на нешто што е веќе видено претходно, и прашањето сметам дека треба да го упатите кон стопанските комори. А ако навистина компаниите кои што кај мене доаѓаат и се жалат, а се жалат и во стопанските комори, они не се загрижени, тогаш навистина имаме сериозен проблем во општеството. Да не влегувам дали има одредени, зашто гледаме сега шпекулации. Председател на стопанска комора ќе биде кандидат за следните локални избори, па другиот калкулира за нешто трето и така натаму. Тоа ќе го оставам на нив, прашањето да им се постави. На спомнатата седница на парламентот со министерката полемизиравте на други теми, но ќе сакам до нив да стигнеме по друг пат во овој разговор. Актуелен е договорот влада со Обединетото кралство или договор во врска со партнерство за реализација на инфраструктурни проекти, кој неодамна беше ратификуван во собранието. Во јавноста, господин Битичи, делумно е познато дека преговори со Обединетото кралство се водени за време на мандатите на претходните влади на СДСМ и ДУИ, периодот кога вие сте вице-премиер за економски прашања. Може ли да ни кажете за што конкретно и зошто не се договоривте тогаш? Прво, треба да се вратиме дека во времето на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е потпишан стратешкиот договор. Затоа што според устав, закон на влада. Вие мислите на договорот за трговија, така? Тоа е стратешкиот договор. Тој ги отвара рамките во кои што треба да се дискутира. Тој е единствениот. Тој е потпишан од субституираше договорот за стабилизација и асоциација по излегувањето на Обединетото кралство. И доаѓа после излегувањето, Брекзитот, и ни отвори простор да преговараме и разговараме за сите други понатамошни чекори. Иначе, стратешките договори се потпишуваат од две страни, од хомолозите од двете страни. Министер за надворешни работи кај нас е единствен по надлежност кој што потпишува меѓународни договори, тоест стратешки договори. И за ова они сами се побија, затоа што пред некој ден потпишаа стратешки договор со Унгарија, во кој што никој друг, освен министер за надворешни работи, не потпиша. Тоа значи дека мислам дека се јасни дека ова беше договор влада со влада кој што треба да биде рамка за финансирање проекти, а евентуално потпишување стратешки договор треба да следува веројатно.
Не, следуваат подпишувањето на заемите, секој поединечно. Да, така, но и Ке го договор видиме. за стратешко партнерство. Ке видиме. Да. Тоа што ние го преговаравме се неколку области: енергетика, железници, тоест инфраструктура, и при крај на мандатот ни беше презентиран концепт за инвестиции во здравство. Со колку преговаравте? Ја не би ги нарекол преговори со институциите, со трговскиот треден во иго го викаат на премиерот на Велика Британија, со посебниот Специјалниот пратеник за Западен Балкан. Пратеник за Западен Балкан. Стюарт Пич во тоа време. Да, зборувавме за секторите во кои што би било интересно да ја видиме Велика Британија и со финансирање, но и активно вклучена во реализација на одредени активности, и после на техничко ниво со различни институции. Еве во една прилика со Export Finance на UK. Да, секогаш зборувавме за фондови на Export Finance кои што нудат рамка. И таа рамка не е специјална, нити ексклузивна само за Македонија, таа се дава на такви договори, има околу 200 договори UK Export Finance. Значи, вие преговаравте за истиот чадор, за истата рамка. Да, апсолутно. Ништо поразлично. Но пристапот ни беше сосема различен во кои проекти би требало да бидат вклучени. Ние гледавме и имавме пристап на додадена вредност за следните генерации, што не автоматски значи дека ќе се случи проектот додека ни е мандатот. Може да се случи и после нашиот мандат, но бенефитот ќе го добијат нашите деца и нашите внуци. Наместо да им оставиш наследство од илјадници евра за враќање без одреден бенефит, ние викавме барем ќе добијат одреден позитивен бенефит од тоа што ќе го направиме. И тоа беше нашата замисла и за во секторот енергетика, и во секторот железници, и во секторот здравство. Велам, за секторот здравство, особено тоа што го зборуваат клиничкиот центар во Штип, Тетово, клиничкиот центар во Скопје и така натаму, дојде при крај на мандатот, немаше доволно време за да се продолжи со разговорите, затоа што бевме во изборен период. Во изборен период едноставно не сакавме да воопшто продолжиме да дискутираме. А зошто велите различно, бидејќи сега се спомнуваат и железница, и болници, и енергетика? Различно е, например, ако во железница креирате вредност таму кај што не постои и креирате проблематична додадена вредност таму кај што постои. Ако немате железница од Кичево до албанската граница и немате од Крива Паланка до Бугарија и сакате, например, таму да видите нешто, одредено финансирање, тоа е сосема различно. Затоа што кога не постои, не може да зборувате за развој. Кога ќе го креирате одредена вредност. Вие зборувате за коридорот 8, значи за железница. И за коридорот 8 и за рехабилитација на коридорот 10. Затоа што сметам дека поисплатливо и денеска има доволно аргументи, секојдневно излегуваат доволно аргументи дека коридорот 10 треба да се рехабилитира, а не да се постави како целосен нов. Особено дискусиите дали ќе имаме брз воз и така натаму, тоа е, ќе го оставиме на експертите, но што ти треба брз трака или брз воз на 160 или 200 км, кога ќе дојдеш на граница ќе треба да намалиш брзина затоа што на другата страна нема брз воз. Видов дека тоа прашање се отвора, особено да речеме околу двоколосечноста, да речеме. Го отвараат експерти и ние сме ги отварале. Ја не сум бил дел од техничките разговори. Техничките разговори ги водат техничките луѓе, но сум бил доволно информиран. Нема додадена вредност на 2 колосека, па не знам овде ќе возеле толку, затоа што додека ние тоа го направиме, алтернативните рути веќе се креираат. Ние во овој момент имаме можност за превоз на стока преку железници. За жал, таму има други проблеми. И јас би кажал,
подобро е да инвестирате во железници транспорт, одредена сума на средства, во електрификација на постоечката пруга, во елиминирање на тесните грла кои што се појавуваат, тоа е рехабилитацијата, и многу брзо да почнеш да ја користиш оваа пруга како рута кон поврзување на земјите на Европска унија, наместо да не заобиколува да преминува. Зошто сега, зошто во моментот не е конкурентна нашата пруга до коридорот 10, туку алтернативните рути преку Бугарија и Романија? Затоа што сегашната пруга е многу спора, има тесни грла, често се појавуваат можни авари, проблеми, несреќи, да не кажам. Не може да носи големи композиции и тие се реабилитацијата на постоечката пруга битни за да сето тоа се направи. Добро. И дополнително што железници транспорт е реално нема може ли да ни кажете во енергетика зашто преговаравте? Сега се спомнува Чебрен. Да. Потенцијално. Вие тогаш зашто преговаравте? Зборувавме за исто обновливи извори на енергија. Чебрен тогаш го замислувавме по еден друг принцип на јавно-приватно партнерство. Мислам дека доволно јавноста знае за тоа. Зборувавме за водород и зборувавме за ги викаме мали модуларни реактори. Не би сакал да го користам изразот нуклеарки, затоа што веднаш прејудицира дека тоа се големи нуклеарки, па леле аварија, па ќе се случи Чернобил и така натаму. Малите модуларни реактори се новина на енергетскиот пазар, но веројатно иднината на производство на електрична енергија ќе биде базирана на мали модуларни реактори и плюс на водород. Иначе Велика Британија предничи на двете работи многу пред другите земји и затоа бидејќи зборуваме, го почнавме разговорот денеска со докази, можете Македонската академија на науки да ги прашате кога ги повикав да дојдат со мене во посета во Велика Британија, каде се Велика Британија во однос на водородот и малите модуларни реактори. Влеговте ли сериозно во тие разговори? И зошто да речам не успеа? Затоа што е процес, затоа што е процес. Ве пресретна избори? Значи, зборувавме за малите модуларни реактори, мислам дека и од британска амбасада може тоа да го потврдат и од британската влада. Зборувавме со Rolls-Royce, SMR, тоа е специализирана компанија за производство на мали модуларни реактори, Rolls-Royce познатиот бренд, кој што е меѓу водечките компании во светот и во истражување и развој и веќе во производство. Процесот на воспоставување на мали модуларни реактори трае од 10 до 12 години за одредена земја, затоа што ние реално не сме земја во мапа на производство на електрична енергија од таков вид на енергенс. Па треба цел еден процес да се води, но дали е точно ние разговаравме дека они ќе помогнат во целиот процес. Дали е точно дека некои влијателни луѓе во нашиот енергетски сектор биле против таа идеја? Видете, јас искрено сега кога веќе помина период, до мене не стигнале, затоа што веројатно знаеле каков орев сум, дали сум мек или тврд, но знам со сигурност дека кога се правеше стратегијата за енергетика, имаше скоро нула. Стратегија за енергетика за наредните 20 години имаше нула спомнато за водород, за хидроген, скоро нула. Скоро никаде не беше спомнато така нареченото, тие што се занимаваат во секторот енергетика storage или складирање на електрична енергија, а да не кажам за малите модуларни реактори. И фактот дека највисокото тело во државата, а тоа е Македонската академија на науки и уметност, која би требало да ја креира рамката за развој во секој сектор. Овие три работи не ги спомнува, а сега испливуваат на површина.
Еве новиот закон за енергетика зборува токму дека сега е потребно, нели, да има складирање на електрична енергија затоа што само така рационално ќе се користи. Истите коментари сум ги имал јас. Зошто тоа не сте го спомнале во стратегијата? Затоа што ако го нема во стратегијата, како ќе се операционализира? Исто за водородот. Водородот е фантастичен начин за складирање на вишокот на електрична енергија од обновливи извори. Значи, да, можно е да некој не сакал, како се друго во државата. Во општеството секогаш сме заложници на неколку интереси на одредени групи. Господин Битичи, ако веќе и сами одвелите дека и вие како влада во тоа време сте преговарале со Обединетото кралство за истата рамка, значи за истиот начин на поддршка, да, за други проекти. Зошто тогаш не го поддржавте договорот влада со Обединетото кралство? За разлика од нашиот пристап и сегашниот пристап, дека ние да преговаравме, соодветно брифиравме, ги вклучувавме различните засегнати страни и се уште пред да дојдеме до било каков договор, соодветно јавноста ќе беше информирана. За разлика од сега што ние едно убаво утро станавме и некој ни кажа дека 6 милиарди ќе се задолжиме. Тоа е разликата. Значи, ние не криеме, ние сме повикани како... Договорот сам по себе е некаков израз на волја и тој не произведува директни, да речам, обврски таму. Затоа и ве прашувам, ако тој отвара потенцијал за, нели, утре финансирање на инвестиции од јавен интерес во државата, зошто СДСМ не би го поддржал тоа? СДСМ никогаш не е кажал дека нема да поддржи нешто ако соодветно сме информирани. Фактот дека вие нудите нешто, одредена рамка, со X непознаници на маса, не може да е очекувањето на затворена книга да дадете поддршка. Треба да ја отвориме книгата, да ги пролистаме условите, да видиме економска оправданост за проектите кои што влегле во рамката на финансирање. Значи, ние таму имаме целосно разиденување околу дали навистина тоа се приоритети на државата. Еве, јас ќе поставам едно прашање. Дали овие приоритети, кои што сегашната власт ги има поставено, се соодветни на приоритетите на националната развојна стратегија, која што е усвоена во собранието и која што владата вели дека националната развојна стратегија треба да биде стратегија за наредните 20 години. Проверка, да речеме, во изборната програма на ВМРО-ДПМН и во програмата на владата ќе покаже дека не се зборува за изградба на брза пруга долж коридорот 10. Зошто би дале поддршка? Може ли тогаш да кажеме дека на следните избори ќе отидеме со сосема различни ветувања пред граѓаните, ќе ја добиеме поддршката на граѓаните и дента после ќе ги смениме нашите ветувања, ќе речеме сега ова е новиот интерес на државата. Прво, владата тврди дека станува збор за заеми кои што ќе бидат добиени под најповолни услови досега, со големи грејс периоди, се спомнуваат грејс периоди до моментот на завршување на изградбите, на изведбите, со поволна камата и така натаму, и при тоа вела дека се ќе биде јавно обзнането и познато и дека јавноста ќе има увид во секоја точка и запирка. Можело ли тоа сето ова што го зборува да биде на хартија и во собрание да добие одредена рамка и поддршка? Не може. Затоа што не можете да дадете поддршка на нешто ќе биде јавно обзнаето. Видете, ние јавно обзнаени ќе беа и условите како ќе се трошат унгарските пари за компаниите, па ќе се знаеше и кои компании ги добиваат парите, за да денеска се вадат под аргументот дека тоа било деловна тајна кои компании ги добиваат парите од унгарските кредити. Мислите за кредитите? Да, за кредитите, да. мислите? Било, нели, таму бевме исто со повластена каматна стапка и така натаму, и сега одеднаш сето тоа е деловна тајна. Па да не испадне дека и овде ќе има деловни тајни, затоа што одредени субјекти кои што ќе бидат вклучени, за кои што, нели,
Добро, ама овие кредитите се на крај однос меѓу комерцијална банка, не банката која што така се вика, комерцијалните банки и фирмите. Претпоставам дека тоа е аргумент. Добро, еве јас сега ќе поставам едно друга теза која што е битна за економистите, битна е за граѓаните. Ова е рамка на задолжување за инфраструктурни проекти. Ке се согласиме дека од секој инфраструктурен проект во различни области носи одреден бенефит за државата, некој помал, некој поголем, некој ќе влијае на зголемување на бруто домашниот производ, некој помалку ќе, например, болниците не носат приходи, но даваат друг бенефит за нашите граѓани, за кој што јас немам никакви замерки, дека тоа треба да се направи, да. Прашањето што јас ќе го поставам е зашто ја гледам што ќе оставам на следните генерации. Зашто јас се надевам дека ќе живееме сите уште долго, колку што ќе имаме век, но следните генерации се тие кои што треба да го вратат. Ако јас следните генерации ги задолжам за сигурни 6 милиарди, а знаеме дека ние секоја година креираме одреден буџетски дефицит, кој што не е ова, туку е друг. Некои го викаат структурен буџетски дефицит. Нели таму има ново задолжување. Па и тој ќе таложи. Ке рече некој, па нема да биде голем. 2%, 2%, 3%, 3%. Во следните 10 години, по 2% тоа се дополнителни 20. И дополнителни 100, тоа е 50% номинални од 6 милиарди, ние ќе стигнеме да последно 10 години, јас на мојот син и оставам земја, држава, со 120% задолженост на бруто домашен производ. Прво вака. Првото прашање што ќе ми биде поставено од него, синот, черка ми кои што студираат економија, ќе ми речат, абе тато, пред 10 години, толку ли бевте вие паметни и сигурни дека нашава економија ќе има како да го врати се овој. Прво, ова се претпоставени математики, зошто? Сите се претпоставени математики. Како и каматната стапка која што оние поставуваат е претпоставена. Прво 6 милиарди се некаков максимум на кој што може да смета државата. За сега нема најави од владата дека сите 6 милиарди евра ќе бидат потрошени. Да речеме се калкулира со некаква сума од 2,2 милиарди евра во првите 5 години, што ако се подели со годините е задолжување од околу 400 милиони евра на годишно ниво, што ќе се сложите и вие, веројатно него носи 3,5%. Него носи јавниот долг до ниво кое што ќе биде неодржливо. Но паралелно на 3,5% буџетски дефицит кој што се покрива од прилика, велам, некојаш е 3,7, некојаш е 3,2, 3,5 е наредните 5 години. Ако додадете уште 3,5, тоа се 7% зголемување на годишно ниво на јавниот долг. Добро, ама БДП исто така треба да расте. Еве сега владата оваа година вели 3,7 дека ќе порасне. Добро, Светска банка вели 2,6, ММФ вика 3. Еве нека биде 3,2. Нели бидејќи надаваме цело време. Ако јас големам со 7 јавен долг, имам од друга страна раст од 3,2, разликата колку е? 3,8. Мултиплицирано секоја година, во 10 години, тоа е 38%. Од владата, посебно Министерката за финансии е постојано внимателна и вели дека ќе внимаваат јавниот долг да не отиде до нивоата кои што ќе бидат неодржливи. Сега јас секако се радувам на внимателноста, но до сега баш некако не сме многу внимателни, затоа што кога зборуваме за бројките, јас не знам како можеме бројките различно да ги гледаме. Знаете, јас можам да кажувам дека го намалив јавниот долг за 3% или како што вика номинално за 39 милиони евра. 36 милиони евра. Но ако ги занемарам 700 милиони евра на доспеани, а неизмирани обврски, чекате, кај се тие? И тука имаат тие аргументи, таа тврди дека наследиле 1 милиарда внатрешен долг и дека успеале и делумно и од тоа да сервисираат и дека сега е 700 милиони евра. Да речеме, во делот одговорите до вас и за време на седницата на парламентот, таа конкретно вас ви рече, во периодот додека вие бевте вице-премиер, државата во апсолутни бројки го има зголемено јавниот долг за 3 милиарди и повеќе од 300 милиони евра. Добро. Да.
И јас имам контрааргумент. А тоа е дека зголемувањето на јавниот долг во принцип беше возможно заради тоа што беше потребно. Имавме здравствена криза, имавме економска криза и енергетска криза. И нормално од некаде ќе го покривате сето тоа. Јас сум среќен на одлуките кои што сме ги носеле, затоа што тогаш спасивме 80.000 работни места. Знаете за една економија што значи да се изгубат 80.000 работни места? Се изгубија во времето на COVID 18.000 работни места. Жалам тогаш, кажав навистина дека жалам. Сите се имат вратено. Не нам можеби на истите работни места, но се имаат вратено на пазарот на труд. Но да спасиш за една економија како нашата, скоро 12-13% од работно способното население да не изгуби работно место, тоа е влог во иднината. А имаше ли воени? И низа на имаше ли воени профитери? Секогаш има. Кој и денеска. Еве ќе видите денеска што ќе се случува во сегментот на увоз и продавање на деривати, нафтени деривати и така натаму. Затоа што нели имаме еден нов конфликт. Но сега јас сам ќе потсетам министерката за финансии дека многу е лесно да дојдете на власт и да кажете овие претходните. Но ајде да ги видиме што се претходните долгови. Единици, тоест јавни предпријатија на општинско ниво. Општински јавни предпријатија. 90% управување од ВМРО ДПМН. Единиците на локална самоуправа. Скоро. 11,5 милиарди денари е долгот. Тоа е 200 милиони евра. Па чекајте. Од тие 700, така? Да, од тие 700. Не сме им ги оставиле ние, нивните градоначалници им ги оставиле. Добро, и сега прашањето... Ама и ти имаат наследени од претходно, сега... Па не, сега ќе идеме и по друг циклус. Јавни здравствени установи. 4,6 милиарди. Еве, општините, значи ова се општинските јавни предпријатија 11,4 милиарди, а општините како такви 3,8 милиарди. И затоа прашањето, кога доаѓате на власт, правите пресек и не се враќате назад да ви викате, овие се криви. Не. Вие сте одговорни. И вие понатаму ја земате одговорноста и кажувате како со тоа ќе се справите. Но, економистите најдобро знаат. Ако јас кажам дека сум намалил за 38 милиона, а од друга страна ми висат обврски од 700 милиона, не треба барам да излезам да кажувам дека сум намалил за 36 милиона јавен долг, затоа што кога ќе ги додавам овие обврски, заедно со обврските кон ДДВ и други кои што не се регистрирани се уште или не се уште доспеани, да не испадне дека и во овој момент јавниот долг е некаде за 8 до 9 процентни поени поголем. Малку ајде околу секојдневниот живот. Граѓаните се жалат на високи цени на храната. Од последната статистика, индексот на трошоци на живот во мај годинава, во однос на мај 2024, бележи зголемување од 3,3%. Мај-април оваа година во категоријата храна и безалкохолни пијалоци 4,1%, што укажува на зголемување на цените. Сакам да кажам, и државната статистика го потврдува тоа. Што според вас се причините за тоа и може ли нешто реално владата да направи за да се заузда овој бран? Тоа е истото прашање што не им се поставуваше на опозицијата во времето кога ние владеевме, туку опозицијата не обвинуваше дека ние не се справуваме соодветно со ценовните шокови, алудирајќи дека мора нешто да направиме. Па кога ќе направевме мерка, па излегуваа нивните економисти, ова е спротивно на пазарната економија и така натаму, но во далеку посложени услови, со далеку повисока инфлација која што
тогаш сите Вие тврдевте дека е увезен ефект, да. Ние направивме максимум што можеше да биде направено. Со различен сет на мерки. Сега што би направиле вие? Слични. Например, сега уште полесно затоа што имаат две алатки во раката кои што владата не ги користи, а тоа е законот за нефер трговски практики. Тој никако да профункционира. Не знам. Јас тврдев дека ако останевме на власт, веќе во септември ќе беше целосно операционализиран, ќе имаше соодветен капацитет во Комисијата за заштита на конкурентност и соодветно ќе се интервенираше. Имаше неколку дојави при Комисијата за заштита на конкуренција. Гледам дека некако споро им оди. Дури мислам дека они самите излегоа дека најдоа така наречено картелско здружување кај одредени маркети. Гледаме дека ништо не се случи, тоест немаше разрешница. Иначе разрешницата е тамо во принцип на казнени одредби, се поставуваат казни кои што се сериозни високи, но видовме дека нема разрешница и се додека имате такво однесување со законско решение во рака, веројатно нема да се случуваат. Повикот на етика, морал, и јас тоа сум го правел, ги слушам и сегашните министри не одредени. Не функционира тоа, да. Никаде во светот тоа не функционира. Но од друга страна, функционира... господин Битичи, ако имате купувачи за цреши кои што се 500 денари за килограм, да речеме на бунјаховец, тогаш па тоа што зборува? Значи, веројатно зборува за потребата за таков вид на производ. Но треба да видиме дали вистински таа цена не е вистинска производна цена или има други трошоци кои што ја зголемуваат цената. Јас кажувам дека не може, ако е увезен производ, да неговата цена во соседството биде 3 пати пониска од кај нас, затоа што кога ќе ги видите царинските стапки и другите трошоци, не можат да го зголемат производот, цената на производот за 2 до 3 пати. Ја по некоја случајност гледав одредени цени на месо, свежо месо и замрзнато месо, кои што сериозно се увезува во нашата земја. За жал, можам да потврдам дека увезената наспроти малопродажната цена во доста од месарите, па и супермаркетите е со сериозна бруто, па и нето маржа. На телешкото мислите пред се? Веќе тоа е најскапо. Па да, телешко и јунешко месо. За свинско имаме уште нешто домашно производство, ама тој секогаш бил поевтин, но и таму има одреден пораст. И за жал, кога ќе видите колкави се маржите кои што се поставуваат, едно соседно земја, тоест на само 20 километри од Скопје, вие да добиете производ кој што ист производ за 30% поевтин, ист производ, тогаш треба вистински да се запрашаме што се случува. И овде е владата таа која што во суштина треба да реагира преку државниот пазарен инспекторат и други мерки кои што не се најдобри, не се во сегментот на пазарната економија, но некоја се нужни. Сакам малку за СДСМ да ве прашам. Како е вашиот статус таму? Јас сум пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во последно време по функција ќе учествувам во неколку комисии. По изборите имаше гласини дека може да ја напуштате партијата. Сте биле пред таков предизвик? За тие што ме знаат, а очигледно луѓето не ме знаат доволно, затоа што луѓето изгледа во нашето општество, партиските луѓе зборувам, ги гледаат низ призмата на униформирани милитанти и ќе играат под директива на еден човек. Јас сум идеолошки определен човек.
И затоа во политиката имам влезено многу касно, кога си потврдив себе си која е идеолошката матрица на верување, кои се вредностите кои што највише ми лежат во срце. Предизвици сите луѓе имаат, но сум го кажал тоа јавно и пред партиските структури, независно што некој сака, веројатно има порив и сака да ме нема во јавноста под превезот на социјалдемократијата. Јас сум кажал дека тоа нема да ми го земат од тоа што го имам во себе си. Јас сум и ќе останам социјалдемократ, социјалдемократски уверувам. Какви ви се односите со лидерот? Одлични, како што секогаш ми биле. Јас за волја на вистината го имам запознанието во најтешкиот период, во периодот на ковид кризата. Пред да станам вице-премиер, ја бев советник, но кога ги креиравме мерките, он тогаш се бореше со здравствената криза. И дури во една прилика му реков, замисли при такви периоди на кризи, ние наоѓавме време да седнеме и да видиме што е тоа што треба да го направиме за луѓето, поттикнати само таа меѓуинституционална соработка за да помогнеме на вистина таму кај што е потребно. Сега останува се раскажува една епизода од неодамна во која што наводно партијата влегува во договор со владачкото мнозинство за да се изгласа нов состав на програмскиот совет на јавниот сервис на Македонската радио и телевизија, претходно и на советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а наводно вие му соопштувате на лидерот дека ќе бидете против, а вашиот глас е двојно вреден, покрај тоа што за гласањето за двата совета е неопходно во третинско мнозинство, неопходен и така наречен голем бадентер. Не знам дали е точно дека има 39 пратеници од немнозинските заедници, значи треба минимум 20 да гласаат за да се избере нов програмски совет и нов совет на АВМ. Што е точно? Пак ќе кажам, точно е една работа, а тоа е дека Фатмир Битичи никогаш во животот, овие 50 години, тоа што би требало за некого да биде додадена вредност, нели? Кога имаш двоен глас, вториот глас е додадена вредност. Него има искористено за личен бенефит до сега. Се што сум стекнал во животот било затоа што сум се потрудил вистински да излезам на пазарот и да се борам со тоа што сум, како граѓанин на оваа земја. Не како Фатмир Битичи, етнички албанец. И независно во какви ситуации тоа било. Или во спортот, и во школа, и на работа, и во политиката. И кога во одреден момент ќе треба да го искористам тоа право, кое што за себе го неам искористено, јас го сметам како свето. И сакам да има доволно аргументи на двете страни. И јас со председателот Венко Филипче седнавме, разговаравме, јас ги кажав моите аргументи во тој момент кој што сметам дека Ви пречеше предлог составот на советите? Не, искрено не, затоа што предлог составот морам да признам дека за волја на вистината има неколку мои пријатели кои што се во предлог и на програмскиот совет и на советот за Едно од тезите беше дека сте им лут на тие ваши пријатели затоа што наводно смениле политичка страна. Не, па како да смениле политичка страна кога они соработувале со мене, ја не сум ги прашал во која страна се. Кога работеле со мене, ја не им го имам поставено, јас само ги имам гледано како луѓе, бидејќи знам дека може да придонесат биле дел од мојот кабинет. Дури и денеска може да прашате тие што се останати се уште во владата, дали некојаш вице-премиерот ви има прашано во која партиска структура припаѓате. Што ви беа главните аргументи? Зошто рековте дека нема да гласате? Некои се лични, затоа што не можам да едноставно гласам или дадам подршка на тие кои што се обидуваат да ми ја земат слободата, да ми земат слобода на говор, да ми прават различни притисоци и јас денеска само да наведнам глава и да кажам да, ќе ве гласам, тоа е за нешто што за вас е битно,
Има и такви Па има, предлог има. членови, добро. Има и предлог членови и доаѓаат од таква политичка партија. На крај на денот ја не гледам. Видете, една министерка сака еден пратеник да замолчи со јавна закана дека ќе го тужи затоа што сум поставил прашање. Така да еден од аргументите кој што е вредносен, јас сметам дека треба да го докажат спортивното, за да можат соодветно да го добијат мојот Значи, овој предлог состав на советите не го добива вашиот глас? Не предлог составот, целосната идеја околу предлог, околу реформите, затоа што таму треба реформи, таму не се битни луѓето. Така и беше идејата, затоа и толку високо се постави летвичката, за тие тела сепак да бидат квалитетни, независни, апсолутно, професионални. Затоа што треба да ја видиме понудата. Што тоа ќе донесе за бенефит на граѓаните. На крај на денот зборуваме за јавниот сервис и зборуваме за јавното информирање. Што е добробита која што граѓаните ќе ја добијат? Не фатме битичи. Да. И бидејќи тоа не можам да го видам, јас едноставно најавив дека во овој момент ќе имаме, тоест ќе гласам за како пратеник. Во двете третини? Да, но ќе гласам против при второто гласање. При второто гласање. Добро. Тоест нема да гласам затоа што никош не дојде на гласање. Да, привршуваме. Според вас како ќе помине СДСМ на предстојните локални избори? Искрено прво ќе биде битно кадровските решенија кои што ќе се понудат за градоначалничките места и за советничките места. Вие сте скопјанец? Јас сум скопјанец. Мене ќе ми биде битно некој да понуди визија кој што ќе даде визија за Скопје 2050, кој што ќе го исчисти минимумот, тоест ќе го донесе до минимум чист градот, да не мирисан секојдневно на секој чоше на остатоци од храна и се друго. Ќе ја врати безбедноста на многу високо ниво. Може да само таков кандидат да понуди? Па мислам дека единствено се може таков кандидат да понуди кој што ќе изнедри од граѓанството. И затоа сметам дека ќе излеземе подобри од Две имиња се спомнуваат, Мишко Ралев архитект и една од подпредседателките поранешната министерка за животна средина Каја Шукова. И двајцата лично ги познавам, би сакал искрено и двајцата да ги видам нивните визии за Скопје. Еве јас можам да им кажам дека било кој од нив победи, дека независно од каде јас ќе бидам позициониран, бесплатно ќе им помогнам за да Скопје биде поубав град за живење. Со целот мојот интегритет, знаење, искуство кое што го носам. Ќе успее СДСМ на советничките листи да освои барем еден глас повеќе отколку на последните парламентарни избори? Јас сметам дека да. Благодарам за овој разговор. Благодарам и вам. До крај саботажа. Пријатно од мене. Кога државата не умее, не може или просто не сака да ги среди нештата, му се препушта на слободниот пазар. На него е типично да нема некаква сериозна понуда, па се сведува на змија или магаре, како вообичаена традиција на македонскиот избор. Како човек би го поддржале Ганио за нов мандат. Ако на другата страна е Бујар Османи, тогаш ова е подобар избор. Пак ќе бирате помеѓу две зла. Па во Чаир за жал е таква работа. Кога веќе е направена таква селекција, тогаш веќе се нема право на кајање. Реперкусиите се далекосежни, а донесената одлука, како она за Скопје, може да прави дополнителна штета, особено кога наместо граѓаните на прво место е суетата на политичарите. Сите јавни предпријатија, јавни установи ги водат управните одбори од нивни членови, не ги повлекли. И се имат извештај за работа на ЈСП,
подпишан од управен одбор кај што мнозинство се одвоно да помене, советниците не го гласат. Разберете го тоа. Тефлонот не лепи, па веројатно затоа и разбирлива политичката самоувереност, и тоа во ситуација кога дури и собствената позиција се става на барабан, иако сите факти говорат за евидентна конекција. Не постои агенција за обезбедување која што има некаква врска со ВМРО да помане. Партијата на која што сум јас претседател. Ако ми дадете еден доказ, јас утре ќе поднесам оставка. Не е тајна дека господин Нацев беше близок со една од партиите, ајде да не бидеме многу, да не се фолидираме, ВМРО ДПМН. Да, без еуфемизми. Така е, да не вртиме сега да се правиме. Меѓутоа тоа не му помогна во случај. Политичката ориентација и не би требало да биде од помош, но политичката доктрина може барем малку да ја отапи секогаш активната острица, која толку упорно и безпотребно боде, па дури и тогаш кога нема некоја особена причина. Еве од тука ви кажувам, слободно од овде излезете, повикајте. Повикајте ги новинарите и веднаш ќе ја добиете туџбата. Веднаш. Па да видиме во кои партиски кулуари се спремал повратот на дедеви, како се одлучува. Трошењето пари на судски рочишта е безпредметно, особено во држава која доживеува економска ренесанса и е четврта во Европа по раст по првиот квартал. Се разбира, ако тоа е релевантна точка за мерење. Романија во времето на Чаушеску имаше најголема стапка на раст во Европа, па и во светот. Во врвот на светот. Романија крахираше економски. Пропадна. Зошто? Затоа што стапка на раст е многу едноставно да се пресмета. Ако имате една фабрика, до години изградите две, стапка на развие 100%. Вие сте први во светот, а имате само две фабрики. И на крајот, за сите неверни томовци кои се сомневаат дека минималната плата не е доволно референтна за куповната моќ во споредба со сите наши соседи. Во Скопје, не во центарот, во населбите може да поратите еспресо за 50, за 60 денари. Тоа го немате во Солун, го немате во Софија, го немате во Белград и слично. Не се знае каде е тој локал каде по таа цена може да се пие кафе. Уште помалку, како тие на минималец, би можеле воопшто да успеат со своите 24.000 да се приближат до Солун, Белград или Софија.